Мерните единици повторно покажуваат дека воздухот и денеска е многу загаден во земјава, особено во делови во Скопје, а надлежните како да се изгубија во магла. Иако ветуваа голем број на мерки пред изборите, но и потоа, сепак нивната реализација се сведе само на минимум. Наместо со преземање на долгорочни мерки за намалување на загаденоста, град Скопје стартуваше со краткорочни и тоа со мерката за чистење на улиците во секоја општина на градот Скопје. Мерка која што според еколозите минимално ќе влијае за намалување на загадениот воздух. Од Министерството за животна средина пак на работен состанок бил усвоен механизам за итно делување во случај на алармантна состојба со квалитетот на воздухот. Еколозите велат дека крајно време е сите мерки кои што се на хартија да почнат да се спроведуваат и на терен, затоа што состојбата со загадениот воздух во делови во Скопје и во Македонија е алармантна. Од Екосвест Центарот за истражување и информирање на животната средина велат дека покрај веќе предвидените мерки треба да се дополнат и решенија во неколку сектори како што се сообраќај и сообраќајна инфраструктура, градежен сектор и индустрија, домаќинства и јавен сектор. Дел од мерките кои што ги предлагаат се воспоставување на нови линии во јавниот превоз, ограничување на сообраќајот и паркирањето во централното градско подрачје, овозможување на субвенции за набавка на електрични возила, градење на функционална мрежа на велосипедски патеки низ целиот град. Потоа привремено запирање со градежни работи кои емитуваат прашина во делови со висока аерозагадување и изработка на економска проценка на зголемените здравствени трошоци за работниците кои работат во надворешни услови на високо аерозагадување. Една од мерките според Екосвест треба да се однесува и на постојан инспекциски надзор во 3 смени со можност на носење инспектори од други градови, дислокација на клинички центар на периферијата на Скопје во близина на обиколницата, олеснување на промената на модалитетот на загревање на домаќинствата кои што користат огревно дрво, нафта или друго цврсто гориво преку формирање на фонд за енергетска ефикасност, кој што ќе биде достапен за сите граѓани, како и субвенции на почисти алтернативи вклучително печки на пелети, фотоволтаични панели, топлотни пумпи. Меѓу другото, еколозите апелираат и итно позеленување на градот со возрасни дрвја. Инаку загадувањето на воздухот според еколозите од Екосвест може да се намали единствено со заедничка акција на сите вклучени – граѓаните, надлежните институции и индустријата. Само со преземање на сите мерки паралелно и со истовремено вложување на значителен напор и од страна на граѓаните може да се очекува подобрување на ситуацијата, велат од таму. Според нив, во моментов очигледно дека постои политичка волја и амбиција за решавање на проблемот со аерозагадувањето. Оттаму посочуваат дека во повеќе наврати граѓанскиот сектор реагирал, дека за да се реши овој проблем потребно е да се подобри комуникацијата и координацијата помеѓу институциите од сите засегнати сектори. Еколозите очекуваат дека во наредниот период предложените мерки ќе се спроведат од страна на институциите, но и од друга страна граѓаните да го дадат својот максимум за намалување на аерозагадувањето во градот. Инаку според статистиките, најголемите загадувачи се домаќинствата кои што со несоодветниот начин на загревање учествуваат со 70%, потоа 20% е ефектот од сообраќајот и 10% од индустријата.